Траги во времето. Траги во времето. Почитувани слушатели, гостин во денешнава документарна емисија Траги во времето е Слободан Трајковски, новинар кој најголемиот дел од професионалниот живот го минува во македонската радио-телевизија, нејзин поранешен генерален директор како и директор на МТВ. Основач на македонската редакција на радиото Слободна Европа, колумнист, дипломат. Со него разговара авторот на емисијава Тони Крстевски. Слободан Трајковски е роден во Скопје, каде што го заокружува своето образование, почнувајќи од основното, завршувајќи со правниот факултет. Уште на предучилишна возраст научил да чита. Љубовта кон пишаниот збор го буди и неговиот почетен интерес кон пишувањето и новинарството, уште во најраните тинејџерски години. Првиот контакт со радиото го има во средношколските денови, кога краток период со неколку други млади луѓе почнува да волонтира во тогашното Радио Скопје, уредувајќи и водејќи музичка емисија на втората програма. Кон крајот на 1969 година повторно се враќа во Радио-телевизија Скопје, како хонорарец во телевизијата, најнапред во дескот на дневната редакција, од каде што ги поминува сите скалила на новинарската професија. Во меѓувреме допива и редовно вработување и продолжува активно да ја гради својата успешна кариера во телевизијата. До 1976 година, 2 години поминува како новинар и коментатор во стопанската редакција на телевизија Скопје, а потоа добива и можност да и се посвети на својата најголема професионална љубов – надворешната политика во надворешно-политичката редакција, каде што останува до 1990 година, кога е избран за директор на телевизија Скопје. Во тој период од околу 15 години, Слободан Трајковски напредува во уредник-коментатор, а во 2 наврата и уредник на редакција. И тогаш, но и во времето кога ја извршува функцијата директор и главен уредник на телевизија Скопје, подоцна Македонска телевизија, го уредува и го води ТВ Дневникот. По завршувањето на директорскиот мандат во 1994 година, уште 2 години поминува во надворешно-политичката редакција како уредник-коментатор и уредник и водител на Дневникот на Македонската телевизија. Летото 1996 година Собранието на Македонија го назначува за генерален директор на Македонската радио-телевизија, функција на која останува до почетокот на 1999 година. Во наредните 3 години е на местото советник во МРТ. Во еден период од тие неколку години ја формира редакцијата на македонски јазик на радиото Слободна Европа, каде што е и хонорарен дописник од земјава, како и редовен неделен колумнист на Утрински весник. Од 2003 е одговорен уредник на сателитската програма на Македонската телевизија, каде што останува до 2005 година, кога новинарската професија ја заменува со дипломатската. Имено, Слободан Трајковски е назначен за генерален конзул на Република Македонија и шеф на мисијата во Торонто, Канада. Таму останува до летото 2007 година, пошто се враќа во телевизијата, односно во сателитската програма, каде што останува до крајот на својот професионален век во 2010 година. Престојот во Канада не е неговиот единствен, ако може така да се рече, привремен излез од новинарската кариера. Од 1986 до 1988 година е советник за политички прашања на тогашниот председател на Извршниот совет на Социјалистичка република Македонија. Слободан Трајковски е добитник на наградата Крсте Мисирков од Сдруженијето на новинарите на Македонија, на медалот Заслуги за народ, а бил и председател на Националната комисија на УНЕСКО на Република Македонија.
Трајковски, колега Слободен. Најнапред благодарност за вашето учество во оваа емисија, во која ќе проговориме за вашата животна, која секако е испреплетена со вашата богата професионална биографија. На самиот почеток е неизбежно, би можело така да се рече, дека при секое ваше јавно појавување на било кој медиум, особено во нашата и ваша медиумска куќа, во која поминавте најголем дел од вашиот над 4 деценијски професионален век, а да не се постави прашањето за состојбите во неа. Пред се како искусен новинар и од временска дистанца од кога не сте активно присутен како професионален новинар, но и како директор и генерален директор на МРТ, според вас, дали МРТ во ова динамично време ги исполнува критериумите и стандардите за модерен јавен сервис како гарант за, како што знаете да речете, суштински општествен плурализам и културна разноликост? Ќе ви одговорам на тоа прашање, но прво да ви се заблагодарам за поканата. После подолго време, можеби неколку години, немам влезено во мојата матична куќа. Сега влегов, седнав тука, малку сум и возбуден нормално. Ме враќаат спомените на деновите, како што рекоте, 40 поминати и над 40 во оваа куќа, не во оваа зграда само, туку и оној дел кој се викаше Нерези, па и во некои прогнозирани студии кои беа направени после земјотресот. Сега главното прашање, првото што ми го поставивте. Видете, мојата теза секогаш била дека оваа куќа, Македонската радиотелевизија или порано телевизија Скопје или радио Скопје, била цел на многу експериментирање, големо. Секај се експериментирало со оваа куќа и затоа резултатите се такви какви што се. Оваа куќа во моментот, според она што го гледам од јавноста и она што го следам на екранот или го слушам на радио Брановите, не ги исполнува сите оние услови кои треба да ги наречем радиодифузен јавен сервис. Не ги исполнува бидејќи јавниот сервис има одредени работи кои мора да ги има за да може да се нарече јавен сервис. Прво, него го плаќаат граѓаните на Република Македонија без оглед на пол, религија, без оглед на политичка припадност и така натаму. И сега имаме една нова ситуација кога тој се финансира од директно од буџетот, што исто така се пари на граѓаните на Република Македонија. Тоа значи дека јавниот сервис мора да ги задоволи интересите на сите граѓани на Република Македонија. Во моментот тоа не е така и јас апсолутно ги сваќам зашто не е така. Не е така, прво, заради тоа што мислам дека финансиска нема слобода, нема една доволна финансиска подкрепа која ќе ги подигне вработените во Македонската радиотелевизија, ќе ја отвори нивната креативност, нивното знаење, нивната желба да покажат што можат, но исто така мислам дека на одредени места, или барем тоа е мој впечаток, не мора да биде крајен тој впечаток или конечен, постојат луѓе кои не се разбираат од овој медиум и сето тоа, вршејќи притисок на своите работени, не може да се постигнат оние цели кои треба да ги има јавен сервис. А ние знаеме, јас сега нема да цитирам дефиниција што е јавен сервис, тоа го знаат дури, мислам, и малите деца. Добро, за тоа ќе проговориме и во текот на емисијата, хронолошки споменувајќи го вашиот животопис. Вие сте роден во Скопје, каде што сте го поминале скоро целиот свој живот. Па, јас сум роден скопјанец, точно тоа. Моите родители се дојдени веднаш после ослободувањето, еден месец после тоа татко ми поработа од Прилеп. Меѓутоа, јас сум роден скопјанец, роден сум од центарот, од срцето на градот, на во тогашната улица Максим Горки. Тоа е сега негде кај бившата стоковна куќа Беков. Тука се наоѓаше нашата куќа, беше залепена за грчкиот конзулат. И тоа се моите први спомени од детството, тоа беше една убава мала уличка, во која игравме слободно, се движевме слободно, излегувавме на главната улица тогаш на Маршал Тито, сега Македонија, гледавме нови работи, учевме нови работи и тоа се моите први паметења од тој дел на мојот живот, бејќи сум бил и мал. Јас сум роден после ослободувањето и сум дете, да кажеме, на новата држава Македонија, првата држава Македонија. Знаете да кажете дека сте имале мирно, спокојно детство, иако сте родени непосредно по еден голем воен конфликт, Втората светска војна. Па ајде да го чуеме тој дел од вашата приказна. Па тоа беше мирно детство, бидејќи прво, мислам дека сите тога беа и равноправни, исти. Моите родители беа службеници. Ние немавме
повеќе од оние што работеа на некои пониски работни места, да кажеме од фризери или во некоја конфекција или во некоја фабрика, сите си делевне еден меѓу друг, живеевне во една иста куќа изнајмена, во изнајмени станови кои државата ги изнајмила од некого. Неколку фамилии, по една до две соби, користевне заеднички хигиенски простори. Доколку некој дојдеше до вреќа брашно, ја делеше со другите. Ние како деца еднаш годишно облекувавме патики, другиот дел од годината носевме гумени чизми или некои чевли, кај некои кондураџија направени. И не чувствувавме дека има некакви поделби меѓу нас. Сите бевме исти, сите бевме исто нахранет, колку што беше, бевме слаби, меѓутоа бевме вителни. Чувствувавме дека треба да бидеме солидарни едни со други. Не постоева тие социјални разлики тогаш, или јас не ги чувствував, мало бев можеби. Уште тогаш се сеќавам дека бевме залюбеници во книгата, имаше многу малце книги, морам да кажам на македонски јазик. Мајка ми се сеќавам дека ме запиша на 6 години во детската библиотека. Ја научив да читам на 5 години, мојата постара сестра, која беше постара од мене 4 години, ме научи со буква, па некои работи што не ги знаев или букви, ќе излезем на улица Македонија, ќе погледам некоја фирма и ќе опрашам некој човек, оваа буква која е, он ќе ми рече Л, иако јас запамтив дека е Л и веќе научив, веќе на 6 години знаев да читам. Немаше радија, немаше телевизија, имаше неколку радија, тие што има радио има, па одевме да слушаме Весело вече, па да слушаме наши македонски песми, радио Скопје се слушаше многу тогаш, не постоеше телевизија нормално. Нормално се насочив кон читање, и јас немајќи ги читав сите книги што беа за таа детска возраст, па почнав да читам и книги од класиците, иако не ги разбирав 90%. Краснопис не ми одеше, бидејќи чкртав многу. Веројатно сепак сте имале време за тие детски игри, иако уште од рано. Имаме време, тогаш игравне челик, игравне разни работи, дури барут, имаше не кутии, ке запалиме барут и ке летне нагоре. Игравне фудбал, игравне разни детски игри. Тогаш беше широко да играте и челик, како што реков. И челик игравме и се тепавме на крајот за криштата, деца сме. Се расправав малски тепачки, нормално, ќе дојдеме со раскрварен нос дома, ќе не смиреа, ќе не направиме, родителите ќе си го решеа проблемот меѓу себе и ќе изедевме помалци и ќотек. Јас бев и познат по тоа што бев избувлив и немирен и кога дома ќе ме скараа за нешто, јас сметав дека сум во право и дека неправедно сум скаран, ќе ми речам, сега ќе одам ќе си изгубам. И тоа беше мојата специјалност. Ќе излезам на Маршал Тито, ќе тргнам према тогашната католичка црква, сега тука е домот на армијата и сега се прави нова црква, при крајот е тука. Ќе влезе во едни улички и садно ќе се изгубев. И не знам се вратам дома. И што правев јас? Пак излезев на Маршал Тито тогаш на сегашна Македонија, ќе одев кон плоштарот, ќе го видев милиционерот што стоеше и го регулираше сообраќајот, ќе дојдам ќе му речам Чичко, јас се изгубив. Тие веќе ме научија мене, ме носеа во една станица таму блиску Радио Скопје. Ке ме наранеа, има една, како сега да го гледам тоа, една голем шпоред, како пампур, на него они има едно тенџере со манџа или граф, милиционерите тогаш. Со манџи убаво мирисо. И ке ме најадеа, на крај ќе знаева каде, ќе пратат милиционер со точак, ќе оди ќе обикне татко ми ќе дојде ќе ме собере, успут ќе ми чукне по газот еднаш два пати. Бев палав, со еден збор бев палаво дете и немирно, тоа е точно. Те се качували и под зидови, сами сте рекле, тука бил во близина грчкиот конзулат. Значи, не делеше само една ограда. Од нашата страна на дворот имавме кокошарник еден. И јас знаев да се качам и да џиркам од згора, бидејќи тој двор за мене беше нешто како да гледам некој друг свет. Тој беше целиот со убави дрва, жбунови, трева искосена, имаше и пауни. Пауните ми оставаа печат, бидејќи тие знаева да ги отворат тие своите опашки и да почнат да крекаат. И стоев тука, и таа конзулката ќе ме види, ќе рече, педи, дојди. И ја ќе се прекачам. И тога прв пат пробав што е чоколадо. Ми даде чоколадо, не знаев што е чоколадо. Не знаев, ние, таа генерација уште. После 50-те години, недека средината, почнаа чоколадите да излегуваат од Европа и да замоткаат. Ќе ми даде чоколадо, ќе ме погали, ќе рече, ти си убав педи, значи добро дете на грчки, да, или добро дете, кала. И ја пак ќе се прекачам назад и кој ќе разбереше татко ми, кој работеше во внатрешни работи, дека јас сум бил кај грците, тоа непријатели, шпиунска работа било тоа. Таа сака да те врбува, ќе ми рече татко ми. Како ќе ме врбува, мајка ми, како ќе го врбува? Десева кога има 5-6 години, како ќе го врбува? Не, таа сака да те привлече. Таа немаше деца. И мислам дека
Сакаше деца, беше така дечерка и го правеше тоа. Јас тоа го запамтив таа млада возраст, знаев да се префрлам кај нив и да играм и во дворот, дори не ми смета. И кога не беа тука, тој што ги чуваше внатре полицајци, имаше внатре и надвор пред конзулатот, ме оставаше да играм. Во секој случај тоа мало го заменувате со едно ново мало во строгиот центар, значи цело време Да, не тука се двоите од строгиот центар, сегашен па и тогашен. Да, тогаш поминавле само преку улицата Македонија сегашна или Маршал Тито и по таа улица Максим Горки која одеше покрај бившата влада, излегуваше на пазар, сајата прва на зеленото пазарче, тука се преселивме, татко ми имаше чекајки толку години, некоја предност со 3 деца, му дадо стан од 60 на квадрати. Така да ја бев во истиот центар, меѓутоа беше трагично што ме префрли од школото Гоце Делчев, кај што учев прво и второ одделение, бидејќи се ова е втор реон, друг реон е, морав да одам во друга школа. Тоа трагично го сватив. Што тогаш имаше реонизација. Реони имаше. Тоа го сватив многу трагично, ме префрлија во тогашната школа, се викаше Ивола Рибар, па после се премини во Браќа Рибар. Ама тоа се наоѓаше кај што сега се е трговскиот центар. Во него беше и 4-та Скопска гимназија, во истата школа. После се направи на школа Браќа Рибар, што е сега уште на булеварот Кочерацин. И тоа трагично го сватив, бидејќи ги изгубив сите пријатели, и од малото, и од школото. Дојдов во една нова средина. Во секој случај, таму најдов нови пријатели, најдов нови малски деца, колку толку за неколку месеци ја го преболев и почнав да живеам еден сосема друг живот. Иако уште се гледав со тие деца и со тие мои другарчиња од бившото мало. Инаку во она мало кај што премина после, живееа во армониките, тие двете што се према Мак Петров, живееа доста уметници. Кај сегашното зелено пазарче. Кај сегашното зелено пазарче, живееа доста уметници, Илија Джувалековски и други. Знаева тие дека јас сум заинтересиран за читање, па одев и по куќите нивни да видам што книги имаат, па ќе ми дадат да читам и така натаму. Дали таа, да речеме условно, пасија за книгите продолжи во средното образование? До ден денеска продолжи, јас многу пари сега. Се завршиле средно во Јосип Брз Тито тогашно? Средно заврши во Јосип Брз Тито и после се запишав на правен факултет со многумина мои соученици. Уште кога бев во гимназија, станав и малци новинар, бидејќи уште како мал размислував дека ја многу сакам да бидам новинар. Гледав фотографии во весниците, читав политика, читав Нова Македонија, ги читав оние асови на тогашното новинарство и веле, Господе Боже, може ли ја да дојдам неде блиску таму, до нив? Затоа што знаев убаво да пишувам. Имав, ако нешто го правев во школа добро, тоа беше литература, македонски јазик и историја. Бев многу заинтересиран за историја и читав многу книги, историски книги. Така да, уште тогаш се замислував дека сум некој новинар и тогаш, пошто немаше Тоа беше при крајот на основното образование или во средно? средно? Да, негде во основното уште образование размислував и дури земав микрофони и правев од шише, вака од нешто. Си правев извештај сам на себе, соговорници, бидејќи телевизијата не ја знаев, а радиото го слушав, сакав да станам радиски новинар. И почнав во радиото. Новинарството моје ја го почнав во радио, во Радио Скоп. Да, па тоа и почнавте да кажувате на тоа е една години. Ваша дружина. Да. Една дружина во која бевме на Корз, одевме заедно и така натаму. Не собра тогашниот уредник на втората програма после земјот лесот Никола Солдатов и рече, вие мангупи, ајде сега малце нешто озбилно да правите, иако знам дека ќе бидете несериозни. Јас ќе правам младенска емисија, ќе се вика Млади за млади. Ние неколку мина, меѓу кои беа Љубе Митевски Жужи, починат наш колега од телевизијата, беше Јанко Николовски, исто така, Владимир Лапе, Стево Црвенковски, Стево Црвенковски, Благоја Куновски Доре, исто новинар, познат на радиото, филмски синеаст голем, и уште неколку. Огнен Бојаджиски, така едно друштво бевме и почнеме да правиме емисија. И мене ми падна да бидам музички уредник. Не разбирав ни што е музички уредник, али знам дека во првата емисија ги пуштив Битлси, па ме критикуваа за тоа некои колеги од Радио Скопје постари, музички уредници. Меѓутоа Солдатов застана за нас цврсто, ги покриваше сите наши грешки. Тоа било вашиот условно да речеме првиот влез во оваа куќа. Вие потоа продолжувате со студиите, со студентскиот живот. Точно така. Сватив дека правниот факултет е голем предизвик, мора многу учење да има. И кога се насочив на правниот факултет да... Нели тогаш немало практично тука факултет за журналистика? Немаше.
Јас барав од татко ми да ми овозможи да одам во Белград, на факултет за политички науки, во кој имаше смер журналистика. Татко ми најотворено, после долго размислување и консултации со мајка ми кажа дека немаат финансиски можности да ме испратат таму, и јас тогаш се запишав на правниот факултет, веќе тогаш припатив едно мислење дека со правен факултет можеш да бидеш и судија, можеш да бидеш и адвокат, Многу голем избор можеш да постои. бидеш и новинар, можеш да бидеш и полицаец, можеш да бидеш и тоа. Со тоа што татко ми стави една ограда, една брана. Рече, све да бидеш, ама полицаец да не бидеш. И да бегаш од полиција. Од собствено искуство. Да, затоа што тоа е тежок живот. Тие луѓе се изложени на секакви стресови, грешат обично и на крај страдаат. Меѓутоа ќе излезе дека и новинарство беше многу тешко. Апсолутно тешко беше, И одличен пример и од... беше. Тоа е малце како... Ќе проговорите да, и подоцна за тоа. Да. Во меѓувреме и студирате, меѓутоа патот ве сврзува повторно со господинот солдатот. Патот ме сврзува фактички на втората година, не, запишав веќе четврта година, така условно како што беше, тогаш беше полиберални беа факултет. Меѓутоа јас се оженив умеѓу време. Двајца мои другари први рипна во Тавче, Го пробија го заборев Тихомир Илиевски и он беше во таа група. Тие први го пробија мразот, па јас да не останам покусо. И јас на 23 години нешто се оженив и не сакав да примам никаква панажа од мајка ми или од родителите на мојата сопруга. Сакав да работам и сам да заработувам нешто и отидов кај солдатов во Радио Скопје, во Неренси. Му велам, сакам да работам нешто, он вика, знаеш што, во телевизија сега моментално ќе се прави една информативна програма. Ова е 69-та година и на средината. Бараат млади луѓе, ке има искусни, меѓутоа бараат и млади луѓе за тркачи, за пишувачи на вести, за преведувачи така. Ме испрати кај тогашниот уредник на информативна програма Зоран Вангелов. Зоран Вангелов, кој што беше таков еден серц, ми вика, што знаеш бе ти мали? Ајде да видам, ми дадоа една вест од Тањук, да ја преведам и да ја скратам. Ја ја преведов и ја скратив. Тука се најде Воислав Локвенец да ја ичкрта целата. Во негов стил. Во негов стил. Меѓутоа рекоа, има месо од тебе, од утре почни да доаѓаш, ама од почеток нема никакви пари, ќе работиш прво 3 месеци волонтерски. И така ја почнав и да студирам истовремено и да работам во телевизијата. Се до првиот дневник, кој беше емитуван првиот дневник на телевизијата од нашето студио телевизиското, претходно одеа од Белград, 2-3 пати неделно ми се чини, на 1 јануари, во кој ја имав 4 мои вести. Тие се останати во архивата, сум ги пронашол, сум ги видел, со мојот подпис, мој сет. На секоја вест да и подпис. дактилографката, тоа беше Јоца, има незини иницијали, се знаеш, на секоја вест мораше да има иницијали кој ја правил. Почитувани слушатели, вие сте на фреквенцијата на првиот програмски сервис на Македонското радио. Ја следите редовната документарна емисија Траги во времето, во која наш гостин е Слободан Трајковски, новинар кој неголемиот дел од професионалниот живот го минува во Македонската радио телевизија. Нејзин поранешен генерален директор, како и директор на МТВ. Основач на македонската редакција на Радио Слободна Европа, колумнист, дипломат. Разговорот го води новинарот Тони Крстевски. Господине Трајковски, најголем дел од професионалниот живот го поминувате во надворешно политичката редакција, меѓутоа сепак почнувате од стопанската редакција. Од деск почнувам. На почетокот веројатно се и се што сте работеле, и временска прогноза, и спортски вести. Се работев. Значи тогашните деск, така наречени новинари, работеа се. Од вести на странските агенции, Тањук и странските агенции, временска прогноза, спорт, па и дописната мрежа, што ќе испрата текст, не го чита, докато го испратил писмен, го коригираш и така натаму. 73-та година отидов во војска. Меѓутоа, кога се вратив од војска, тогаш ме викна одговорниот уредник, тогашен Живко Коевски, и ми рече, ние сметаме дека ти треба да вршиш стопанска редакција, нема толку луѓе. Љубомир Кирков беше уредник на стопанската, и јас се пореметив. Реков, што имам врска со стопанство, јас сум прав. Не, таму ќе бидам. Почнав да работам, видов дека можам да се справам со таа проблематика, бидејќи управото сепак има и стопански предмети. Видов дека можам да се справам, па дури почнав да пишувам и мали коментари, тие отидоа и беа добри
така прифатени, така да тамо работе до 76-та година во стопанската редакција. Еден ден повторно ме викна истиот уредник, Живко Коевски, ми рече, намалена е многу надворешно политичката редакција, си отиде Слободан Чашуле во Тањук, отиде Зоран Даграмаджиев во Тањук, тамо остана уште Тихо Бирилиевски, уште еден двајца, ти ќе одиш тамо ќе работиш. И тамо се спротивставив нормално, како што сум бунтовен, се овдека таман се етаблирав, ајде само нова редакција, меѓутоа, тоа беше решение и на поширокиот колегиум и отидов тамо и почнав да работам на надворешно политичко. Да, од тогаш сте почнале практично во надворешно политичката редакција и подоцна станувате и надворешно политички коментатор. Точно така. Практично преку оваа редакција сте го поминале скоро целиот свет. Надворешно политичката редакција ми овозможи нешто што многу ретко му се случува на човек, а тоа е да патувам многу ли светот, над 70 земји. Изместувањето на Европа по делбите на државите, значи сега можам да речам дека сум бил во 80 држави, бидејќи ако ги сметаме Хрватска, Словенија или Русија, 10 Советски држави. сојуз, да. Да, Советскиот сојуз, тогаш Се една ја распадна. сметава, ама сега се неколку држави од него произлегува. Ми даде можност да го видам светот, критички да ги обсервирам работите. Ми даде можност кога ќе се вратам да раскажувам тоа што сум го видел, бидејќи одев од најразвиени до најнеразвиени и диктаторски земји, кај што се случуваа големи настани. Обично барав да одам во поекзотични земји, сите се тепаа за Европа, јас се тепав за Азија, Африка или Латинска Америка. Се тепав не тоа фигуративно го кажувам, Да. кој каде ќе оди, треба да се оди тоа. Не Некој мора атрактивни да оди. беа тие другите делови Да. од светот, освен Западна Европа. Точно така. За нас како Меѓутоа, јас социјалистички одев во земји. тие земји, уживав, додам со долги летови, со многу тешки, комплицирани летови, преседување и така натаму, и тешко известување, бидејќи тие таму немаат таа технологија што има Европа, па бараш начини, па телефонски известувања, па вакви Не бевме известувања. комплементарни со Точно лите така. Се сеќавам дека тогаш разбрав едно нешто друго за мене, дека имам талент да бидам покрај радиски, телевизиски новинар кој може и да пишува, бидејќи некои мои написи праќав и за Нова Македонија во договор меѓу директорите на Македонската радиотелевизија или радиотелевизија Скопје и Нова Македонија, они немаа известуваш таму. Ние бевме помоќни финансиски од нив и тоа многу. Ке ми кажеа дека треба и за Нова Македонија да дадам извештај барем на 2 дена еден. И тоа го правев. Со еден И- трошок. Со еден трошок, што се вика. И тоа го правев, само што новинскиот извештај мора да е поинаку малце строчен, мора да има опис во него, кога е телевизиски извештај сликата многу кажува, ти ја коментираш сликата, може би да ја коментираш, меѓутоа овдека можеш да ја опишеш. Така да, тоа се различни медиуми, сосем. Во секој случај, тие патувања ми отворија нови видици, ми овозможија да ги гледам работите многу полиберално, да не бидам конзервативен, па дури имав и тука расправи околу некои работи, зборував не за иднината на комунизмот, зборував не за иднината на социјализмот, бидејќи јас видов дека она што не плашеа, дека западниот начин на живот, капитализмот е опасен и така натаму, дека се работи сепак за земји кои се добро организирани, кои се сервиси на своите граѓани, во кои граѓаните живеат комотно и слободно, значи тој либерален капитализам, така наречен. Меѓутоа видов и земји диктаторски. Сепак се вашите импресии поврзани со поранешниот комунистички свет на некој начин. Па да, Сакам во овој, може да го наречеме блок, да ги издвоиме тие најкарактеристичните. Тие Ереван. што сте ги споменале, земјотресот во Во Ереван. Ереван. Ереван беше Потоа- тога и во Ерменија, али Ерменија беше една од членките републиките на Советскиот сојуз бившиот. Потоа настаните во Романија, во превечерието на падот на комунизмот и тогашниот, може да го речеме, пад на Чаушеску, како и одењето во Албанија. Овие сите настани се случуваат во 89 година. Што се однесува до ова што спомнавте за социјализмот, за земјите бивши. Знаете, пред неколку дена беше годишнината од паѓањето на Берлинскиот зид. Да. Јас сеќам на тој ден напишав еден коментар, го имам дома, како фотокопија, каде што велам, падна Берлинскиот зид. Со тоа се руши оној така наречен, ние го викавме назаден социјализам, лажен социјализам. И дека сега сите зидови ќе паѓаат, убаво се сеќавам на реченицата, ќе паѓаат како кула од карти и нема да ја заобиколат ни Југославија. Имаше некои коментари негативни за тоа што сум го ставил тоа така.
Ова се случи 89-та година. Меѓутоа, Мислам дека 11 ноември беше ден. Да, ја го сватив тоа, што ќе се случи бидејќи претходно патува во тие земји и видов какво е тоа незадоволство. После дојде распадот на Советскиот сојуз. Точно така. Тоа е веќе после почетокот на 90-те години. Ова беше Романија беше една страшна. Претходно беше Ереван, нормално. Не знам зашто ме одбраа мене да одам во Ереван. Ние бевме во еден период кога имавме два генерални директори. Љубомир Кимовски, да кога му истече мандатот, ова му течеше до 31 декември, и Тихомир Илиевски, кој беше избран во парламентот на 21, значи имаме два генерални директора. преоден период. И тие си предаваа должност, предпоставуваме еден на друг, не знам што правеа во канцеларијата. Ми се јави едниот ми вели, ти вечерва ќе патуваш за Романија. А ние цел ден го следиме онавлекувањето на една група на дисиденти кои ја освоја телевизијата и нивните говорења. Цело време ги следевме преку Евровизијата. Уопште не ми паѓаше на памет дека некој од нас ќе оди. Меѓутоа вечерта ми се јави едниот директор, па после ми се јави другиот. Знам дека беше една голема магла и снег имаше во Србија. И ми велат, ние готово сме спремни, ти ќе оди со тебе Варнава Андреевски котонски снимател и Гањо Поповски. Ќе ви дајме колата на тогашниот ВД директор на телевизијата Борко Зафировски, еден голф имаше дизел бел. Ќе одиш прво во Вршац. Од тука можеш да влезеш во Темишвар, веќе главните настани уште беа во Темишвар. Во Букуреш имаше само телевизијата беше освоена, надвор беа уште гардистите на Чаушеску, главни, и они го контролираа. Да. Така да јас размислував долго, жена ми правеше малце нормално проблеми, што ќе правиш ти таму, може да те убијат, погледа крв паѓа по улици, се убиваат луѓе, така натаму. Решив да тргнам вечерта. Така да ја возев цела ноќ по магли до Вршац. У Вршац купивме нешто храна и тогаш се откри дека снимателот Гањо има еден билнак ракија од 3 кила, како љута резерва. Купив некои колбасици сурови и леп и влеговне са бајлето рано, само што видов една кола медицинска излезе од таму од границата и прашувам има ли некој на граница, века нема никој, влегувајте што сакате правите, ова е баш и босо. И ние влеговне отидовме до Темишвар и почна нашата голгота, снимање, пукање по нас и така натаму. 2 дена од таму праќав извештај, се враќав во Југославија, у Вршац, од таму ги давав на новинари на телевизија Нови Сад, тие ги праќа за Скопје и така одеше таа работа, додека не решив да одам за Букурешт. 800 км е тоа делница, ноќе патувавме, за кога ја ги побрзо да не малтретираат, не запираа во секој град скоро, некакви гардисти со Опатли беа снимени тие инсертите во едната од тие документарни емисии, односно информативно-документарни, кај што ве претресуваат и со пиштоли на главата. Тоа е по пат, значи ќе не запрат. Фатиле некоја кола во која имало 2 пушки под кај што е ауспук. И сега они мислат дека секоја кола, посебно со регистрација која не е романска, може да носи некој оружје. И знам дека ме легнуваа на земја. Некако им бев најсомнителен од нив, затоа што можеби највисок бев и така гледа дека ја возам, дека се однесувам, мирисам на шеф на екипата, значи јас сум главниот во таа цела ујдурма. Меѓутоа, кога им го покажев југословенскиот пасош, имав и новинарска легитимација на Сдружение новини на Македонија, тие тоа ќе речеа, окей си, продолжи понатаму. Не знаеме која држи власта, ништо не знаев на таа ноќ. После еден сат се јавив, оставив еден извештај и реков после тоа, како ќе ми се отвори телефонска линија, бејќи линиите беа многу несигурни, јас ќе се јавувам. Моја стратегија е што можам од амбасада да се јавам, па преку Белград можеби ќе успеем да ви го проследат извештајот. Да, така да и така се во Јерата. Да, уште бевме во Јерата и тоа Јерата беше многу силна организација. Добро, на некој начин дојдовме и до трансферот на системот и кај нас во поранешна Југославија, односно во Македонија. Ние како држава ги преживувавме тие моменти, меѓутоа и како радиотелевизија Скопје, сегашна македонска радиотелевизија. Вие во тие моменти практично од 90-та до 94-та бев директор во тие пресудни историски моменти станувате и директор на директор и главен уредник, така беше функцијата. Тука доаѓаме и до осамостојувањето на Македонија и првите повеќе партиски избори. Се нема едно искуство, а вие сте на раководна функција во нашава куќа, па кои беа професионалните предизвици во тоа време? Постојано на работа, новинари, техника, подготовките за референдумот. Јас стапив на должност директор на и главен уредник на македонската телевизија на 1 октомври. Изборите беа во ноември. И сватив дека голем предизвик и дека мораме да се организираме многу брзо, ама многу брзо. И да видиме што ќе правиме, како ќе ги тераме тие избори.
Седнав, размислував, гледав некои искуства од Запад, кај што сум известувал. Ко новинар известував од изборите во Бугарија претходно. Известував од некои други избори во 80-те години. Формирав прво една екипа за 2 дена. Екипа на луѓе кои ќе работи на изборите. Второ, техниката ја свикав, прашав што ќе би треба за да имаме неколку историни студија. Колку што паметам, што тога се формира и ние формиравме како куќа штабови своји. Штабови, имаше штаб на телевизијата, значи имаше и на радиото, и на телевизија, во кој влегоа и технички кадри, и новинарски кадри, и програмски кадри, други. Така да ние фактички ги покривне одлично изборите. Имавме 9 историни студија. Другиот ден, кога се прогласи дека ВМРО победил, Лјупчо Георгиевски даде изјава дека ќе благодари на Македонската радиотелевизија. Јас се сеќавам на таа изјава, таа постои негде во архивите наши. Објективно ги спроведе првите парламентарни слободни избори во современа суверена Република Македонија. Сметате ли дека доволно е абсолвирана, односно осветлена таа тема? Не. И од аспект на нашава држава и од аспект на Не е осветлена. Македонската радиотелевизија. Некој ја потисна таа тема. И улогата на поединци, да речем, иако тоа беше колективна работа, Точно. нели, рековте сами, од сите области, техника, новинари. Мислам дека таа тема некој ја блокираше, полека ја истисна. Ние изигравме клучна улога во двете работи. Како македонска радиотелевизија говорам. Иако тогаш бев во телевизијата, меѓутоа да знам што работеше радиото. Беше тога директор Слободан Чашој на радиото. Имаше една сериозна екипа на новинари, млади и постари и поискусни. Знам што направија тие луѓе за изборите, колку беа објективни. И самиот резултат покажува колку беа објективни изборите и немаше никакви приговори. Второ, за референдумот за независност. Исто така е тоа потиснато. Заради тоа што се сеќавам еден состанок во кој бе викнат од владата на Клюсев, каде што они не знаева, еден круг на луѓе во кој имаше пратеници и министри, како да ја испуткаме пропагандата за референдумот, за да гласа народот израз на гласање. Ја реков, ние ќе емитуваме еден спот, радиото друг. Ние емитуваме еден спот, имаше една ружа, под која пишуваше за, секој ден по 100 пати, да му влезе во глава на... Тоа е перење на мозок, суштина. И таа емитуваме 43 дена пред референдум. Плюс правивме посебни емисии за тоа, дебати, се. И мислам дека таа улога на Македонската радиотелевизија, историска улога, во самоуставувањето на Република Македонија, некој успеа да ја истисне, да ја тргне настрана и да се заборави, ако може. Ама тоа не може да се заборави, бидејќи тие архиви постојат. Добро, тоа е историја на некој начин. Низ тоа искуство поминувате и верувам сигурно многу ви користело кога станувате генерален директор во... Да, имав една 1996 пауза, значи 94-та, имаше до 96. промени. Коалицијата на власт тогашна, која ги доби изборите в 94-та година, донесе друг генерален директор и директори на радио и на телевизија. Јас се повлеков, се вратив назад во надвршно политичката редакција. Работев како коментатор, известував од некој, работев на вести, некој пати водев дневник и така. Значи, работев новинарска работа. Самиот кажувате за да одржите кондицијата, Да. уште како директор. Како директор, ја исто се водев сеќавам, барем еднаш месечно дневник. Како што велите вие, да останам во кондиција на И информативно рутината да ја одржам. И рутината, бидејќи ништо не е вечно. Раководно место е раководно, меѓутоа тоа завршува во еден одреден мандат. И вие мора да си се вратите на својата професија, ако ви дозвола се разбира. Тоа го кажав малце со иронија. Бев избран за генерален директор на Македонската радиотелевизија на 26 јуни 96 година по тогашните промени што се направи во Македонската телевизија. Ме избра парламентот на Република Македонија според тогашниот закон, со ни еден глас против, со 14 воздржани и 85 за. Послед воднена дебата. И одма другиот ден стапив на должност и почнав да ја работам таа друга работа, која беше уште потешка, бидејќи ја затегнав Македонската радиотелевизија во страшни финансиски дубиози. Ние претпоставувавме дека ги има, меѓутоа не знаевме колкави се. Тие беа финансиски дубиози од многу и објективни, ама и субјективен карактер, меѓутоа ја би рекол ајде објективно, бидејќи се собираше многу малце претплата, околу 20%. Таа куќа не можеше да издржи со толку луѓе, со толку програми на радио и на телевизија. Телевизијата имаше 3 канала, 4 канала, радиото имаше Да. не знам колку и емисии за странство и да не зборувам што све имаше радиото, плюс предаватели врски кој бе еден голем извор на трошење, арчење пари, бидејќи ако една ламба цркне на предавател радискиот, тоа е 100.000 марки. Мора да се купи истиот момент, бидејќи нема програма.
Кога видовме каква е ситуацијата, јас сакам да се повлечам, сакам да поднесам оставка. Ми беше ветено дека ќе се направи финансиска конструкција и дека куќата ќе добие доволно воздух, да кажеме, и кондиција да може несметано да работи. Тоа никој пат не се направи. Слободно да дишеме. Ја тврдам дека ниедна влада до сега не водела грижа за оваа куќа и за ова што го има Македонската радиотелевизија, некако Македонската телевизија како собственост моја, ваша или на тие што живеат и работат тука. На држава Тоа е Македонија. собственост на граѓаните на Република Македонија. Тие ја граделе, тие ја направи. Второ, оваа куќа никој пат не била галерич. Во времето баш кога станав генерален директор и предходно беа отворени уште 10, 15, 100 телевизии во цела Република. Кој на национално ниво, кој на локално ниво. Приватни медиуми. Приватни медиуми. Без никакви закони, без ништо. Кај што се крадеше програма од нас. И од радио, и од телевизија. Радиостаници 100-200. Без никакви закони. Немаше закон за радиодифузија. Така, на ура. Сакам да направам радио, изволте напрего. Колку ќе ме чини? 5000 марки, да кажем. И отвори. И ќе го отворат во некое село, во некое градче и така натаму, во некое мало во Скопје и ќе почнат да емитуваат програма. Куќата никој пат не била мезимец, нити била форсирана од власт. И затоа, по мене, многу ме боли кој ќе ми рече дека тоа е државна радиотелевизија. Не, таа е јавен сервис. Тоа е сервис на граѓани. Никој пат не била државна таа радиотелевизија, бидејќи никој пат не добила ништо од државата. Не ја финансирале граѓаните. И маркетингот. Некој пат поуспешно, некој пат послабо. Значи, претежно стварно се занимавав со финансиите. И инсистирав кај тогашните нашиот основач собранието и раководствата, значи владата, одредени институции, да се донесе закон за радиодифузија и лек специјали закон за Македонската радиотелевизија. И тоа беше донесено со наша помош. Ние подготвивме одредени делови и знаете, у тој момент почна куќата финансиски да се подига. Затоа што имавме постојан извор на приход. Моравме да отпуштиме да се заминат околу 150 наплатувачи во Републиката, некои ги задржавме на разни места, ги прераспоредивме и така натаму кај што можеше. Тоа беа тешки моменти, таа трансформација што направивме тогаш, една тешка трансформација, меѓутоа почна да доаѓа прилив на пари, преку струјата тога водеше сметката, и почнаме да ги враќаме долговите. Кога се смени власта во Република Македонија, кога победи другата партија, секој си прави своји тимови. Нормално. Јас прво бев изложен на еден притисок, пари имаме доволно ние и плати да исплаќаме и све. Почнаа да ми ги земаат парите, одредени министерства и да ми ги блокираат сметките. Ја тога сватив дека морам да заминам, бидејќи ќе ја упропастам куќата, луѓето не ќе можат плата да земат. Напишав писмо до тогашниот претседател на собранието Саво Климовски и 5 реченици се тоа. Ве молам, господине претседателе, да ја ставите мојата позиција на гласање за доверба. Толку беше моето барање. Тие гласа и нормално ми изгласа недоверба. Избраа нов генерален директор. Си го сочував достоинството. Да, тоа се решава како што се решава и после вие практично заминувате од куќава. Не. Јас останав во куќата и бев 3 или 4 години формално некаков си советник на генералниот директор, додека не добив решение на платувач во Куманово на радиодифузна такса. Ја го отбив тоа решение. Ми беше речено дека ќе ми избркаат од работа. Им реков, избркајте ме од работа. Ќе ве тужам, ќе се тужиме, ќе се правиме. Меѓутоа, во тој период, почна војната на Косово прво, па бомбардирањето после на Србија. И мене ме заборавија. И тоа решение никој пат не го активираа. Останав, сум помислил дека сте... Не, останав во една канцеларија 2 на 2 метра, со една фоцелја и едно масиче. Меѓутоа, работев во меѓувреме за да работам нешто за Радио Слободна Европа, и работев за Утрински весник, пишував колумни секоја сабота. А колку што разбрав, вие сте ја формирале македонската редакција баш во тоа време, тие 2-2,5 години на Радио Слободна Европа. Така, они ме побараа мене негдека во февруари-март, кога се заострија работите во нашата војна, во конфликтот воен, и ми рекоа дека нивниот дописник не е важно кој бил, не им е достапен често кога им треба, а нив им требаат 5 до 6 извештави. Бидејќи одговорниот уредник, чие седиште беше у Прага, беше мој колега бивши од унгарската редакција на Нови Сад, али со кој сум патувал по свет. И знаеше моите можности, ми рече дали можеш на српски прво да ни праќаш извештаи. Можам. Колку плаќате, волку плаќаме. И ја почнав да се јавувам, дојдов до 6 до 7 јавувања дневно, кој ме истрпуваше страшно. И го работев тоа неколку месеци, се додека не дојдов во сукоп кога стана оној инцидент на Вејце, кога у заседа упадна наши резервисти. И јас тога кажав дека ова е кршење на
привремената спогодба за мир што беше меѓу УЧК и македонските, како се вика тогаш, вооружени сили, или имаше еден израз друг за полицијата и војската во една корелација беа, и дека е Април 2001. Така е, дека е прекршен договорот и реков дека ова се работи за типичен терористички акт. Тие тогаш од таму, директно во емисија, ми рекоа дека они не сметаат дека овие се терористи, туку се борци за човекови права. Тогаш реков јас се повлекувам од редакцијата, бидејќи јас го гледам од другата страна. Така да, тука завршив Таа приказна завршила тука. со Радио Слободна Европа. У меѓувреме, ја формирав редакција луѓе кои имаше од радио. Ќука беше Што стана и Самара продолжи. Чаусидис, ма јас ги предложив на тогашното раководство во Прага, тие ги прифатија. Дел денеска- Мене ми понудија да бидам Таму шеф се- на дописништвото во Прага. Ја реков дека не можам поради семени. Онда ќе бидеш шеф на дописништвото Скопје. Бидејќи после овој инцидент, јас фактички се откажав, им ги вратив опремата, што имав магнитофон и тие работи, се им вратив. Знам дека и предав на Тамара Чаушидис. И тука заврши мојата приказна со Радио Слободна Европа. Од тука Али ја продолжуваме- формирав редакцијата. Да, како Дури и основа. простори. Почитувани слушатели, вие сте на фреквенцијата на првиот програмски сервис на Македонското радио. Ја следите редовната документарна емисија Траги во времето, во која наш гостин е Слободан Трајковски, новинар кој неголемиот дел од професионалниот живот го минува во Македонската радио телевизија. Нејзин поранешен генерален директор, како и директор на МТВ. Основач на македонската редакција на Радио Слободна Европа, колумнист, дипломат. Разговорот го води новинарот Тони Крстевски. Господине Трајковски, продолжуваме со приказната во Македонската радио телевизија. Станувате подоцна дали 2003 уредник на сателитскиот сервис на Да. Македонската телевизија. Тогаш дојде Гордана Сточиш крајот на 2002 година за генерален директор и ми понуди неколку работни места, ја ги одбив тие работни места, бидејќи не беа новинарски. Тогаш таа ми рече, ајде, оди у сателитска програма, за неа тоа беше некако Непознато. не непознато. Таа сакаше фактички да покаже дека ќе одам не важна работа. Јас мислеше дека ќе одбием и тоа. Јас се запатив се. Отидов таму, најдов неколку уплашени луѓе кои ништо не правева, чека промени, чека некој да ги избрка од работа, ги смени. Ја им кажав да не се секирате, ако знаете да работите, јас со вас ќе работам сега и ние ќе направиме програма. Направивме нови емисии, нови жанрови внатре. Соработувавме со сателитската на радио, која тога се отвараше, работевме заедно. Се поврзав со локални неколку телевизии кои ми даваа вести, значи, од нивните подрачја. И тие ги имитував на сателит. Затоа што сватив дека нашите селеници Сакаат да кои чујат. го сакаат да видат што му се случува и во негова битола, Нивниот роден крај. во нивното тетово, а ние тогаш не можеме друго да земеме освен она што го имаме на програмата наша во информативните програми. Туку направиме таква шема и тоа во 3 временски зони да може да ја следат сите 3 пати да се повтори. Така работевме, добро работевме, сега дека не добив понуда од тогашниот министер за надворешни работи Илинка Митрева да одам за генерален консул и шеф на мисијата во Торонто, ја прифатив тој предизвик, одев на подготовки 4 месеци во Министерството за надворешни работи. Таа тема не ми беше мене туѓа, ја многу работев и на диаспората и како новинар надворешно-политички и како надворешно-политички новинар работев и на светските настани, нели? И на балканските. Да, и на балканските, така да тоа не ми беше тешко и заминав во октомври 2005 година, заминав за Торонто. Задоволен сум од тоа што таму го направив, бидејќи добив една пофалница од канадскиот парламент за развојот на македонско-канадските односи. Ме отповика во Мароко дојден глас нормално, повторно. Тоа е мојата судбина. 2007 година, значи после 2 години или 2 и 2007, пол. значи, иако имав договор со Министерството на външни работи, е договор подпишан, тој е договор меѓу мене и нив, дека ќе работам 4 години на таа работа. И нормално ја го обжалив тоа, судот, тогаш не постоеше управен, па врховен, некој вакуум имаше, ми одговори дека јас сум управа, ама неблаговремено сум ја доставил службата. Како да е доставам службата до управниот суд, која јас сум од Торонто, и второ сум под операција на око стресовите што ми се случуваат таму.
ме вратија назад по законот во сателитската програма, ама таму како новинар еден, значи со една плата која сум имал 73 година и до пензијата не ми дадоа никаква работа, освен ја она што ја барав, ја одев да монтирам самостално некои прилози кои немаат врска со политика, само да не оштетам некого, да не ме не нарече дека ја терам нека друга вода. Така да до 2010 година и тогаш заминав во пензија. Сега да ја привршиме емисијава, како во непосредна и подалечна иднина ја гледате Македонската радио телевизија? Што според вас недостасува и што би требало да се направи за да таа биде јавен медиумски сервис во целосна функција на граѓаните на Македонија, но и на нашата диаспора? Еве, ќе го кажам она што ме прашуваат многу луѓе последниве години. Како што кажав на почетокот на емисијата, треба да завршат експериментите со оваа куќа. Оваа куќа по наши перспективи тогашни чинеше 3 милиарди долари. Не можат да се играат играчки, да се даваат некои неодговорни изјави дека треба куќата да се затвори, значи да ја снема, па после тоа да се примале луѓе кои можат да работат тука, па да се отворила повторно. Чим нешто затворите? Француски модел, тоа се река. Да. Тоа е француски модел, иако тоа не е француски, французите не ја затворија куќата. Они само отпуштија дел од вработените, па враќаа назад. Значи, има тука една дезинформација. Останал еден минимум што ќе извршува кој ќе извршува функциите на јавен сервис. Јас сум многу оптимиста. Прво, едно стабилно финансирање кое мора да го обезбеди државата преку одреден модел. Овој модел мене не ми се допаѓа, владата да дава пари, морам да ви кажам, бидејќи тој може привремено да помине во Европска унија и во разни тела, регулаторни така натаму. Сметате ли дека некој комбиниран модел би требало? Комбиниран модел во кој владата не ќе има непосредно влијание врз работата програмска на Македонската радиотелевизија. Како може? Македонската може преку разни давачки, да кажеме од акцизите 1%, кои ќе се одат на сметката на Македонската радиотелевизија. Прво, државата мора да каже што бара од неја, колку програма бара и каква програма. Тогаш Македонската телевизија ќе испостави рачун. За таа програма нас не треба да кажеме 1,5 милион евра месечно. Сметате ли дека секоја власт на некој начин го одложува трајното решавање на... Јас од почеток кажав дека експерименти се правени многу со оваа куќа. И на тоа стојам. Меѓутоа, државата еднаш, односно власта, не зборам државата е друго, власта мора да ги дигне раце да ги тргне од оваа куќа. И според законите, ако се донесат добри закони, куќата ќе работи според законите. Законите не смеат да бидат штетни за оваа држава и за таа власт или која било, или за опозицијата. Секој мора да има равноправен пристап оваа куќа, бидејќи со неговите пари се финансира оваа куќа. Тоа е првата работа. Втората работа. Мислам дека и оптимиста сум голем, дека доколку дојдеме до стабилно финансирање, вака или онак, дека во куќата повторно ќе се разбудат оние сокови на креативност, работење, љубов кон новинарството, кон техниката, кон она што му е задача на секој човек што заработува оваа куќа. И дека тоа за неколку месеци ќе произведе еден нов производ со кој ќе се гордее Република Македонија. Бидејќи оваа куќа е врсник со македонската држава. Таа е поврзана со. Третата работа е дека луѓето што се во куќата се претежно професионалци. Некој имаат политички уверувања вакви или онакви, тоа е нивна работа. Меѓутоа нека си остат пред врата кога влегуваат натре. И овдека нека бидат професионалци. Ако куќата професионално профункционира, ја ви тврдам дека за 6 месеци ќе слушаме друго радио и ќе гледаме друга телевизија. Какви што го сакаат граѓаните на Република Македонија, што го плаќаат тоа. Оние што се неспособни тоа да го прифатат, постојат на траплици сегдека, па и оваа куќа, донесени, дојдени, примени, тие самите не ќе можат да опстанат во овој амбиент, ќе мора да си одат. Ќе останат тука професионалци и куќата ќе мора да се подмлади со 100, 150 млади, помлади луѓе, кои ќе ги покријат оние дупки, што ќе ги остават овие што ќе си заминат и куќата ќе почне да функционира. Ќе се купи нова програма, музика, филмови, серии ќе почнат да се прават, документарци да се прават, извршни, да се патува. Како може оваа куќа да нема дописници во Републиката? В телевизијата нема дописници. А тоа беше еден од најаките сектори во таа куќа. Постојат прашање дали се активни. Некои постојат, некои ги нема. Испуштени се, испаркани се нема, во еден период на некои работили. директори, дали биле на СДС или на ВМРО, за мене тоа не е важно. Важно е дека тие луѓе се испуштени и тие луѓе се отпуштени и ние немаме дописни мрежи. Ние не знаеме што ми се случува во овој момент во Делчево. Не знаеме. А јас сум знаел како генерален директор што ми се случува.
Затоа што ќе му звонам на тој и ќе му речам, кажи ми денеска што имаш во градот. Имам тоа и тоа, јави за тоа. Тврдам, многу оптимистички. Ако се изберат вистинските луѓе, професионалци, може да бидат и помлади, не треба да бидат многу стари, треба да бидат зрели, треба да бидат објективни, треба да бидат добри и да имаат авторитет во средината каде што ќе работат. Јас имам искуство дека оние луѓе што ја раководеле куќата или биле уредници, чим се од куќата имаат многу поголем авторитет и разбирање за своите вработени од оние што ќе се донесат од надвор. Погибелно е носењето од надвор на луѓе. Погибелно, дека тој се навикне, тој треба да се замине. Па тој ќе почне да влече за него црева и така натаму. Ова куќа мора да се подмлади, тоа е точно. Таа мора да се модернизира со опрема. Опремата е многу поевтина сега. И за радио, и за телевизија. Сега имаме компјутери. И помобилна. Помобилна е. Имаме лаптопови, имаме телефони мобилни, имаме светове, немавме ништо, па имавме програми. Тоа е мојата порака. Да бидат луѓето професионални. И луѓе да бидат. Еве, со оваа порака ја завршуваме денешната емисија. Господине Трајковски, колега Слободан, Цобе, верувам дека осветливме некои елементи познати, но и непознати за пошироката јавност од вашиот животен, а секако пред се професионален пат. Во очекување на некоја идна ваква средба, ви посакувам добро здравје и нека ние за многу години престојниот јубилеј на Македонската радиотелевизија. Јас сум среќен што бев овде денеска кај вас. Сум и возбуден, кој што реков на почеток. Привилегија ми беше што дојдов тука. Со задоволство дојдов, со задоволство го кажав тоа и верувајте се што кажав, тоа и го мислам. Тоа и го пишувам. Оние што ме следат на социјалните мрежи ќе забележат дека ја ја држам таа линија секогаш. Дури имам кавга со блиски пријатели кои се заговорници на некако затварање, бркање на луѓе од работа. Нека не се плаши ни еден човек кој си работи својата работа во куќа. Оваа куќа ќе продолжи да работи и ќе расте. Верувајте ми, ќе биде гордост на оваа Република Македонија. Со овие оптимистички јас зборови ваши и честит празник. Нека ние честит празник на сите и се гледаме во некоја наредна прилика за убави поводи. Заврши денешново издание на документарната емисија Траги во времето, во која денешен гостин беше Слободан Трајковски, новинар кој најголемиот дел од професионалниот живот го минува во Македонската радиотелевизија, нејзин поранешен генерален директор, како и директор на МТВ, основач на македонската редакција на радиото Слободна Европа, колумнист, дипломат. Спикер Анета Трпевска, тонмајстор Весна Спасовска, автор Тони Крстевски.